Во недела православните верници го празнуваат христијанскиот празник Прочка или Велики поклади. Суштината на христијанската љубов и вера е простувањето, особено да се прости и на непријателот. Во молитвата Оче наш ние велиме прости ни ги долговите наши како што ние ги проштеваме на нашите должници. Ние бараме од Бога прошка за нашите гревови, за нашите прегрешенија, но залудно ќе бараме од Бога простување ако ние не простуваме. Суштината на христијанската љубов е во тоа, дури на непријателот да му простиме. Христос кога го распнува и кога беше распнат на крстот рече: Оче прости им, не знаат што прават, покажувајќи својата неизмерна љубов спрема своето создание. Според традицијата на Прочка, помладиот бара прошка од постариот и ова со генерации наназад се практикува. Но колку граѓаните ја почитуваат традицијата и дали простуваат? Простуваме обавезно и на Господ и на народа, на постарите. Простуваме на сите, просто нека ги ја пија, што ми мисли и лошо и јавно. Дали го прославувате Прочка? Прославуваме. Ќе ви дојдат на Прочка? Да, па имам си деца, син, сна, керка. Овој пат масовните посети би требало да изостанат поради опасноста од ширење на пандемијата, но Прошка може да се побара и да се даде и без бакнување на рака. Тоа е состојба на духот и на умот, а не по секоја цена на адетот. Проштевањето е основа за верникот да може со чисто срце да го започне најголемиот и најтежок пост, Великденскиот, кој трае 6 недели.